Дали следите предизборни кампањи? Следам. Каде највеќе, на телевизија, можеби, на Facebook, социјални мрежи? Филмите најповеќе и преку интернет. Не знам дали има поента да се следи. Да, следам. И на интернет и на телевизија. Не сум заинтересирана, ниту сум партиски определена. Не, никак. Зошто не? Зашто не си ќе гледаме? Све е лаги. Нема никој ништо паметно да каже. И кој да дојде на власт, истата лага ќе ја повторат само. Не. Никогаш не се следил, не те интересира политика? Па ме интересира, ама не рекламите. Пример на социјални медиуми, дали ги гледаш кампањата? Па ги гледам пошто сум приморен, не за друго. Гледам, да. Највише на телевизија, на митинзи кога можам одам. Каде ги следите највеќе? На социјалните Социјалните мрежи и на телевизија. Таму работа, да. највеќе? TV екраните се разбира. Досадно ми. Не ви интересира политика? Не. Зошто не? Не те интересира политика? Интересира ништо од политика. Некако не сум заинтересиран за тие работи. Не те интересира политика? Баш, апсолутно. Што мислите за ова годишните кампањи? Се надеваме дека ќе имаме сега промени. И сакам промени да има. Оваа власт сега што е, ако може уште утре да се замине, уопште не сум задоволна од нивната работа. Би сакала да дојде некоја друга. Не сум имал прилика сите баш буквално да ги проанализирам, ама интересно, има некој напредок вака. Како? Бидејќи ги следам. Па во режирање на спотови така, динамични се, убави, интересни. Повеќе збориш за естетскиот дел, а за пораката? Па види и пораките ми се допаѓаат кај дел од кандидатите. Сите кампањи се слични една на друга. Јас како бивши новинар, ништо ново. Се надевам дека ќе има промene. Тоа е обавезно. Промene, нема да остане ова власт. Не сум задоволна од сегашната политика што ја водат политичариве и без разлика дали се од оваа политика, од оваа структура на што се сега на власт. Доколку би била политичар, дали нешто би сменила? Се Што? Почне од една најмала работа. за студентите. Да, што? Прво за студентите со тоа што многу е еден семестар е фактички 400 евра. Тоа би го намалило, за да сите може да се образуваме. Ништо битно не може да се промени затоа што е ваков тип на избори и ваков тип на кампање. Така што можеби повеќе средби со граѓани, ако треба да се седне на улица, да се седне, ако треба на нива да се седне, се разбира да се добие довербата од граѓаните и пред се кога некој ќе го добие мандатот да си ги исполни барем 60-50% од своите ветувања. Не знам, генерално мислам дека луѓето повеќе би сакале фокус на позитивна кампања, односно да се зборува за создавање, да се зборува за што ново би се направило, што би се подобрило, отколку во црнила да влегуваме. Па не знам, вие сте телевизија? Не, вестник сме. Добро, ти прво што би почнал од телевизиите. Океј, тоа супер. Значи би вовел поинакви емисии, да речеме ги гледам хрватски, забавни, Помалце тоа би сменил. Ништо, стварно не се замарам со такви работи. Не сум ни запознаена, да ви кажам искрено. Па да ви кажам, повеќе би ги ценила младите, да не бегаат од ова нашава држава и да на возрастните пензиите, на најмалите пензии да бидат за нормално живење. Дали ќе гласате? О, да, се разбира. Секогаш сте гласале? Секогаш гласам и не дозволувам никој да манипулира со мојот глас. Апсолутно не. Немат за кого. Ја за ВМРО ДПМН ќе гласам да победа Давкова обавезно. Сигурно. Тоа е мое Кого? право. За кого? Не, тоа е мое право. Година? Ќе гласам За? за број 3, за председател. Ако сум тука, ќе гласам. Може да не сум тука. Да, како и секоја година. За кого? За Гордана Силјанска Давкова. Ќе видиме. Не верувам. Не.